Почитувани членки на силната и мотивирана Унија на жени на ВМРО ДПМН, почитувана председателке на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Жаклина Пешевска, председателке на Градскиот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Елена Жугич, почитуван подпредседател на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски, член на извршниот комитет Коце Трајановски, председател на Градскиот комитет Владимир Неловски, почитувани присутни членки на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, на Градскиот комитет, почитувани присутни. Ја поздравувам иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, што во овие актуелни случувања добива поинаква и поголема важност, особено поради потребата за заштита на нашиот македонски јазик, но и поради фактот што оваа година се одбележуваат 100 години од раѓањето на големиот Блаже Коневски, кој представува еден од најсилните темели и чувари на огништето на нашиот литературен јазик. Нашиот јазик е нападнат затоа што е нападнат идентитетот. А се што треба да направиме е да слушаме што кажуваа мудрите луѓе, што пишуваше Коневски. Послушајте, македонци, бидете на штрек пред сите правни диверзии од каде и да идат. За нас повеќе отколку за многу други во светот, јазикот представува се што е на него создадено, како говорен и пишуван текст. Најголемо приближување до идеалната татковина, тоа е всушност, како што вели Коневски, единствената наша комплетна татковина. И ние се разбира секогаш треба да реагираме на ширењето на невистини и да го запознаеме светот со историските реалности. Меѓутоа, најефикасна реакција ќе биде нашето почитување на сопствената традиција и сопствените постигања на јазичното поле. Ние не располагаме со комоција, за да си дозволиме во тој однос лекомислености, ниту пак поделби. Ја немаме ниту комоцијата повеќе да дозволиме влада, која ефтино ќе продава тоа што е скапо стекнато, со живот, крв, страдање напишано. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. А ово огниште е на сите и верувајте ми, има место за сите. Во самиот почеток на 20. век Крсте Петков Мисирков прави целосен и промислен проект за кодификација на нашиот литературен јазик. Меѓу двете светски војни и народно-ослободителната борба, но денешен се пишува тогаш, се разбира и легално, еден антифашистички манифест на македонскиот јазик. На тој јазик на обесправен мал народ и не можеше тогаш да се прогласи нешто друго освен слободарски збор. Упорно го премолчуваат тоа оние што негирајќи ја македонската национална индивидуалност, сакаат да создадат впечаток дека македонскиот литературен јазик нема своји историски корени и дека тој е само продукт на некаква политичка комбинаторика, пишува Коневски. Но јас не можам да се лутам на соседите, на Бугарија или Грција, колку што вината е на првиот човек на владата, нашата влада во Македонија, кој на пазарџиски кантар стави се што за нас е свето, без оглед тоа што тој вели дека идентитетот е бетон. Неговите зборови и ветувања стануваат ирелевантни затоа што делата го демантираат. Навистина, оваа наша генерација ја носи и фрустрацијата што не се додржува да се одбрани она што како наследство го добивме, било да е од Мисирков, Илинден, партизаните, основачите на независна Македонија. Стекнатото го губиме, а ново не создаваме. А не додржуваме бидејќи државата е на удар од луѓе кои криминалот им е основно занимање, а политиката ја гледаат како челичен штит од правдата која никако да успее да пробие. Па ја ви кажувам, нема штит, нема корумпиран судија или корумпиран обвинител кој ќе спаси корумпиран политичар од тоа за криминалот да одговара. И не ме интересира.
И не ме интересира кој од која партија е, кој кого протежира, за криминалот со чекан, а не со молење. Од првиот до последниот ќе се соочите со правдата за секое свое дело или отстапување од законите и уставот. Таквиот криминал е опасен затоа што удира и по македонизмот. Што мислите? Зошто денес, за само 4 години, под прашање, под собнеш, под удар ни е јазикот, посебноста, идентитетот, името, нашето постоење? Затоа што различно гледаме со власта. Тоа што за мене е посвето од сите овие работи, за овие што ја водат власта, е прашање на бизнис и пари. Не може едноставно премиерот, најкорумпираниот премиер да е начело на владата, која пак е најкорумпирана во Европа, а тој така корумпиран со раката навалена на срце да вели дека е чесен. Народот веќе добро ги препознава тие игри и целосно е свесен за процесите. Таа корупција и таа состојба на криминализираност на се и се што во нашето општество треба да ги загрижи многу повеќе и меѓународните фактори кои во овој човек, во минатото, затоа што не се либеше да распродава све што некој не му оставил. Гледаа милениче, кое постепено гледаме како им станува товар. Затоа што никој, па и тие, не сакаат да си имаат работа со криминалец. Затоа што неговиот товар станува и нивен товар. Неговиот срам може набрзо да стане и нивен срам. Затоа и тие треба да реагираат на сето ова што е акутна опасност во нашето општество. Неправдата, сиромаштијата, неказнетиот криминал. На вчерашен ден, во 1943 година, бил предаден, а потоа немилосредно убиен македонскиот народен херој Раде Јовчевски Корчагин. Според овој човек, според Зоран Заев, Корчагин убиен од администрацијата, а според историјата и вистината убиен од тогаршката бугарска фашистичка власт. Ова дебата ја немавме пред некоја година, но денес го окупира целото наше внимание, затоа што откако разграбија се, остана да тргуваат со она што е сечи. Тргуваат со македонизмот како да е ситен добиток на распродажба. Го убиваат 2 пати и Корчагин. Жално и болно. Почнаа да си играат и со историјата. Ја укинуваат како посебен предмет, а историската наука не може да им го откажува на едни тоа што на други им го признала како нешто што се подразбира само по себе си. Од друга страна, ги гледате и она како го прават салто мортале на Заев за законот за лични карти. Знаев дека ќе влезе во ново политичко харикири, зашто не е искрен и затоа што се напаѓа македонизмот и по таа линија. Прво поддржа во личните карти да пишува дека сме македонци, потоа почна да се премислува, па ги пушти неговите платеници и слуги на дугме да готват терен, да каже дека и можеби не е добро тоа да биде решение, пообјаснуваше кој сакал предградка без да се гушне и други метафизики разбирливи само за него. Ама остана труден. Излезе на површина дека со тефтерчето реферира како покорно учениче кај грчкиот амбасадор за да праша дали може да пишувало македонец или македонка во личните карти. Нормално, бетонот распука и во оваа кривина. Но времето покажува дека на народот му е прикипено. Репер и целни Европа. А според стандардот на живот, од Африка не мрднавме. Во едно Зимбабве повеќе се вакцинира против COVID-19 отколку во Македонија. Лесото и Гвинеа се помалку корумпирани од Македонија. Владата се нишеги на стаклени нозе. Владата и Заев ке падне и мора да падне. Забадијала се и гумите за спасување што му ги фрлаат. Барем во изминативе месеци му ги видовме сите адути и оние скриени слуги во опозицијата. Остана верно ВМРО ДПМН на народот. Еден новинар ми вели, сега сите се качија на истиот брод. Се собра дружината. Уценуваните и уценувачите. А Заев, сакајќи да наштети на ВМРО ДПМН, си стави уште еден тег на ногата. Епа, Заев, со здравје да си ги носиш.
си одговарате и по криминалот и по нечестноста. Ви кажувам сега, доаѓа ураганото народ кој ќе го потопи тој брод на кој што сте сите собрани. Топтан. Доста е. Доста е. Доста страда овој народ, обременен со сиромаштија, негирање, декаденција. Кажете им, доаѓа македонската пролет, која не подразбира само будење на природата, туку и будење на народот. Нов почеток, нова енергија, бунт на честниот народ против нечестните. Стануваат обесправените, против оние кои носат неправда. Оваа македонска пролет ќе биде посебна. Ова ќе биде чиста борба на народот против хибридниот режим. Ова е повик на сиромашните и гладните против оние кои полнат джебови на трудот на напатениот народ. Пролетта доаѓа, а тоа значи дека ВМРО ДПМН е будно и на штрек, дека владата ќе падне брзо, затоа што и честните луѓе на СДСМ гласно велат дека овие ја претераа. Коневски велеше какви предавства сме морале да издржиме, какви страмови, какви поруги. Боже, вели Коневски, се ќе помине, па и ова. Мораме да ја обезбедиме иднината. Мора да се излезе од тињата во која сите не ставија. Да ја направиме разликата, да го осветлиме патот заедно. Или во една песна стои власт е власт, ама чест е чест. Мора да се прочисти политиката. Има работи што се прашање на чест. Заедно да се бориме, за да заедно победиме. Никогаш, ама баш никогаш не ме интересирала власт, моќ и функции. Ме интересира да си ја спасиме и кренеме државата. Да обезбедиме и создадеме иднина. Да го стопираме слободниот пат. Доаѓа ново време. Доаѓа време на промени. Македонија е посилна од поразите. Да сте живи и здрави, да живее нашата Македонија.